Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Бог го повика Мојсей да оди кај израелците и да им каже дека дојде времето кога ќе бидат ослободени од робство. Мојсей беше во пустината 40 години и целиот тој период Бог го подготвуваше за овој повик. Мојсей дава нови изговори. Бог повторно му кажува дека ќе биде со него. Околу 40 години пред оваа средба, Мојсей се обиде да ги ослободи израелците со своји сили, а сега не сака да го прифати Божиот повик и притоа дава неколку изговори. Првиот изговор е тоа што не е сигурен дека израелците ќе го прифатат. Откако Бог му го одговори тоа прашање, Мојсей даде уште два изговори за кои верува дека се доволно добри за да не го прифати повикот. Кога Мојсей се сомневаше дали израелците ќе го прифатат, Бог му кажа да го фрли стапот на земја и тој се претвори во змија. Правејќи го тоа чудо, Бог му покажа на идниот ослободител на народот дека може да ги исползува и најмалите нешта од секојдневието за да ги исполни своите цели. Тоа е важно и за нас денес. Бог не бара од нас големи нешта, туку да му бидеме верни во малите нешта од секојдневието. Ако сме подготвени да го споделиме неговиот збор со луѓето околу нас, тој ќе го благослови тоа и ќе ги благослови срцата на оние кои слушаат. Ако Бог можеше да го исползува стапот на Мојсей за да го убеди народот во одредена вистина, верувајте дека може да ги исползува и вашите зборови и дела. Покрај тоа, Бог му даде на Мојсей уште една гаранција дека народот ќе го прифати. Ќе ги прочитам стиховите 6 до 8 од 4 глава од книгата Излез. Ова е многу важна лекција која Мојсей требаше да ја научи. И пак му рече Господ: стави ја сега раката своја во пазувата своја. И тој ја стави раката своја во пазувата своја, а кога ја извади, а тоа раката му побелела од лепра, како снег. И му рече: стави ја пак раката своја во пазувата своја. И пак ја стави раката своја во пазувата своја, а кога ја извади од пазувата, таа пак станала како што му беше целото тело негово. Па ако не ти поверуваат и не го послушаат гласот твој при првиот знак, ќе ти поверуваат при вториот знак. Главната порака на ова чудо се однесува на Мојсей, а не на народот. Пазувата е на некој начин символ на внатрешниот живот на Мојсей, односно на неговото срце. Во Изреки 4:23 пишува дека од него се изворите на животот. Мојсей ја стави својата рака во пазувата, односно кај срцето, а раката го прави тоа што се наоѓа во срцето. Бог сакаше да му покаже на Мојсей дека раката негова ќе се раководи според тоа што се наоѓа во срцето. Тоа се однесува и на сите нас. Од срцето произлегуваат изворите на животот. Ке се сетите дека самиот Господ Исус кажа нешто многу важно во однос на оваа тема. Во Матеј 7:17 тој вели дека доброто дрво дава добар плод, а лошото – лош. Потоа продолжи и им објасни на своите ученици и слушатели дека срцето е централниот дел од битието на секој човек и затоа е од исклучителна важност да имаме срца кои се исправни пред Бог. Слушнете што вели Исус во Евангелието според Лука 6:45. Добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата лошо, зашто неговата уста го зборува она со што му е исполнето срцето. Тоа што Бог сакаше да му го каже на Мојсей преку ова чудо е дека сака да го раководи неговото срце, а следствено и неговите раце, односно неговите дела. Сакам да знаете дека ова се однесува на секој од нас. Бог сака да ја постави истата основа во нашите животи. Тој не е заинтересиран за нашите пари или за нашите дела. Првенствено е заинтересиран за самите нас. Ако целосно му се предадеме, тоа значи дека се што правиме во животот ќе биде за негова слава. Библиското учење е многу јасно и ни кажува дека се што правиме во животот е директен резултат на желбите кои се наоѓаат во нашето срце. Како раката на Мојсей, од нашето срце може да излезат чисти дела и зборови или може да излезат лепрозни, односно нечисти дела и зборови. На секој од нас останува да одлучи како ќе живее. Ако му дозволиме на Бог да действува во нашето срце
тој ќе започне процес на чистење и од нас ќе произлезат дела и зборови, кои ќе бидат за благослов на другите и за негова слава. Слушнете што пишува во стих 10. А Мојсей му рече на Господ: О, Господи, те молам, не сум доброречив човек. Ни порано сум бил, ниту вчера, ни завчера, па ни сега. Откако проговори ти со слугата твој, јас тешко зборувам и тепкам. Како што можете да забележите, Мојсей дава уште еден изговор кој гласеше: Не сум добар во зборување. Потребен ти е елоквентен човек, а јас не сум таков. Може би Мојсей навистина имаше некои пречки во говорот, но според разговорот изгледа дека сосема нормално зборуваше со Бог. Дури и да имаше некакви пречки во говорот, добро беше што е свесен за нив, но не требаше да заклучи дека тие го дисквалификуваат за служба за Бог. А Господ рече: Кој му дал уста на човекот? Кој го прави нем или глув, да гледа или да е слеп? Зар не сум тоа јас, Господ? Па сега оди, и јас ќе ти ја отворам устата и ќе те научам што да зборуваш. Со други зборови, во овие стихови Бог му вели: Мојсей, не ја сакам само твојата рака, ја сакам и твојата уста, односно сакам да го пренесеш тоа што ќе ти го кажам. Како што спомнав претходно, се што правиме и кажуваме во животот произлегува од срцето. Јазикот е кофата со која го црпиме тоа што се наоѓа во бунарот наречен срце. Бог сакаше да завладее со срцето на Мојсей, а со тоа ќе биде господар и над неговата уста. Но слушнете ја реакцијата на Мојсей. Тој се уште инсистираше дека не е вистинскиот човек за таа задача. Но тој пак рече: Те молам, Господи, избери друг што ќе го испратиш. Кутриот Мојсей се обиде да си најде замена. И се разгневи Господ на Мојсей и рече: Нели ти е брат Арон левитот? Знам дека е способен да зборува. И еве, тој ќе те сретне. И кога ќе те види, ќе се зарадува во срцето свое. Нему ќе му говориш и ќе ги ставаш зборовите во устата негова, а јас ќе бидам со устата твоја и со устата негова и ќе ви покажам што да правите. И тој место тебе ќе му зборува на народот. И така тој ќе ти биде тебе уста, а ти ќе му бидеш нему место Бог. Бог му кажа дека Арон, неговиот брат, ќе му зборува на народот на место него. Иако Мојсей не беше свесен за ова, но поделената одговорност помеѓу него и брат му ќе предизвика проблеми во иднина. Тоа е особено истакнато во книгата Броеви. Не само тоа, туку во оваа книга пишува и дека во еден момент Арон им изгради на израелците златно теле и тие му се поклонуваа. Дел од проблемите кои се појавија помеѓу израелците во пустината беа директен резултат на поделената одговорност помеѓу браќата. Арон не беше дел од првичниот план на Бог, но со оглед на тоа што Мојсей не сакаше да го прифати повикот, Бог одлучи да му даде одредена одговорност и нему. Тоа што треба да го запомниме од овие стихови е дека иако е добро да бидеме свесни за нашите ограничувања, добро е и да знаеме дека нашите ограничувања не се пречка за Бог да не исползува за негова слава. Ако тој не повикува да направиме нешто, ќе се погрижи да ја имаме силата и ресурсите за да го исполниме нашиот повик. Време е Мојсей да се врати во Египет. А тој стап што беше претворен во змија, земи го во својата рака. Со него ќе правиш чуда. Тогаш отиде Мојсей и се врати кај својот тест Јотор и му рече: Ќе појдам и ќе се вратам кај браќата мои во Египет да видам дали се уште живи. Јотор му рече на Мојсей: Оди со здравје. Мојсей имаше добар однос со неговиот тест, но се уште не знаеме каков му беше односот со неговата сопруга. Во следните стихови дознаваме неколку информации поврзани со брачниот живот на Мојсей. Ќе прочитаме еден настан во која е спомната и таа. Забележете што пишува во стих 19. И Господ му рече на Мојсей во Мидјан: Оди, врати се во Египет, зашто изумреа сите што ја бараа душата твоја. Во Египет владееше друг фараон, а не оној кого Мојсей го познаваше. Луѓето кои сакаа да го казнат Мојсей беа мртви и затоа можеше да се врати назад во Египет. Тогаш ја зеде Мојсей жената своја и синовите своји и ги качи на магариња и замина за Египет. А стапот Божји го зеде Мојсей во раката своја.
И му рече Господ на Мојсей: кога ќе отидеш и се вратиш во Египет, гледај да ги направиш пред фараонот сите чуда за кои ти дадов моќ во рацете твои. А јас пак ќе го ожесточам срцето негово да не го пушти народот. Бог веќе му најави на Мојсей дека ќе го ожесточи срцето на фараонот. И токму тоа ќе биде еден од главните проблеми во следниот период. Предпоставувам, некои од вас се прашуваат што значи тоа дека Господ му го ожесточи срцето на фараонот, но објаснувањето на тоа прашање ќе го оставиме за подоцна. Кога ќе ги обработуваме казните кои Бог ги прати во Египет, ќе се осврнам на значењето на овие зборови. Стихови 22 и 23. А ти кажи му на фараонот: вака вели Господ, Израел е мојот првороден син. И јас ти велам, пушти го синот мој да ми служи. Ако не го пуштиш, јас ќе го убијам твојот првороден син. Бог беше попустлив кон фараонот и кон египтјаните и им даде долго време да се покајат и да го ослободат израелскиот народ. Но уште на самиот почеток Бог му кажа на фараонот која ќе биде последицата ако не сака да послуша. Пушти го мојот син Израел, или јас ќе го погубам твојот првороден син. Во книгата Излез читаме дека се случија и двете нешта, но им претходеа неколку сериозни казни кои египетскиот народ ги претрпе поради непослушноста на фараонот. Семејниот живот на Мојсей. Забележете што пишува во стих 24. И кога патемно кеваше, го сретна Господ и сакаше да го убие. Ова е навистина необичен стих, но ни открива една важна работа во врска со Мојсей, а тоа е дека не го изврши обредот на обрезување, кој беше еден вид знак за заветот помеѓу Бог и потомците на Авраам. Иако беше важен дел од заветот, Мојсей не го обреза својот син. Забележете што се случи следно. Тогаш Ципора зеде остар камен и ја обреза крајната плот на својот син и фрлајќи ја пред нозете негови рече: ти си мојот крвав младоженец. Тогаш тој отиде од него, а таа рече: поради обрезанието си крвав младоженец. Станува збор за настан кој на моменти може да биде многу тежок за разбирање. Ке дадам кус коментар за значењето на овие стихови, но пред да го направам тоа, сакам да кажам збор два за брачниот живот на Мојсей. Прво, да се подсетиме на тоа како Мојсей ја запозна својата сопруга. Откако уби човек, Мојсей мораше да избега од Египет и се насели во онаа област позната како Мидијанска земја, а мидијаните беа потомци на Авраам. Кога Авраам се ожени со Кетура, еден од синовите кој им се роди беше наречен Мидијан. Тоа значи дека мидијаните практикуваа монотеистичка религија и сметам дека на Мојсей му беше поудобно помеѓу мидијаните отколку помеѓу египтјаните. Египтјаните беа многубожци, а мидијаните обожаваа само еден бог. Според тоа што го читаме во Библијата, можеме да заклучиме дека мидијаните не беа идолопоклоници. Кога избега од Египет, Мојсей се насели помеѓу нив, а тие живееа во пустината. На тоа место живееше еден свештеник од Мидијан, кој имаше 7 ќерки и сакаше да ги омажи. Едната од нив му стана сопруга на Мојсей. Со тек на време, Мојсей и свештеникот станаа блиски пријатели. Кога Бог го повика Мојсей да се врати во Египет, неговиот тест воопшто не се противеше на таа идеја. Сопругата на Мојсей се викаше Ципора. Доста необично име барем за нашата култура. Нејзиното име значи врапче или мала птица. Бог го благослови бракот на Мојсей и Ципора. Им даде син и тие му го ставија името Герсон, што значи придојденик. Мојсей беше придојденик во таа земја и можеби затоа му го даде тоа име на првородениот син. Како што Мојсей зеде невеста откако беше отфрлен од неговите браќа, така Исус зеде невеста откако беше отфрлен од неговите браќа, евреи. Нешто слично се случи и со Јосиф во книгата Создавање. Овие старозаветни настани се еден вид предслика на тоа што се случи во Новиот Завет. Во домот и бракот на Мојсей нештата се одвиваа релативно добро се до оној момент кога Бог го повика да се врати назад во Египет. Кога Мојсей го објасни тоа на Ципора, таа се согласи да тргне заедно со него. Но, додека беа на пат кон Египет, Бог сакаше да го убие Мојсей. Зошто? Обрезанието
беше еден од главните знаци на заветот помеѓу Бог и израелците. Преку тој чин, израелците требаше да научат да не се надеваат на своето тело. Токму затоа одсекуваат дел од телото. Нивната надеж требаше да биде во Бог, а не во самите нив. Тоа го видовме во животот на Авраам, за кого пишува дека поверува во Бог и тоа му се засмета за праведност. Исак и Јаков исто така практикуваа обрезание, и според тоа што го читаме во Стариот Завет, обрезанието беше еден од знаците дека потомците на Авраам му веруваат на Бог. Јас сметам дека Ципора беше таа која се противеше на обрезанието. Мојсей не го обреза нивниот првороден син. Може би мислеше дека не е важно. Може би заборави да го направи тоа, или знаеше дека обрезанието е важно, но не го направи поради противењето на сопругата. Таа практикуваше монотеистичка религија, но не знаеме зошто не го прифати обрезанието. Наместо да застане цврсто на Божите одредби, Мојсей попушти и не го обреза нивниот првороден син. Патем, интересно ми е тоа што Мојсей беше доволно храбар да му се спротистави на фараонот, да им се спротистави на израелците, па дури на моменти и да аргументира со Бог, а сепак не беше доволно храбар да и се спротистави на сопругата. Забележете дека Мојсей беше непослушен на Божите принципи, а самиот тој се упати кон Египет за да ги учи другите за Бог. Малку чудно, зарем не? За жал некогаш тоа го гледаме и помеѓу христијаните. Тие самите не го практикуваат Божиот збор, а ги поучуваат другите како да живеат побожно. Тоа е лицемерие. Бог го сакаше Мојсей и затоа не му дозволи да живее во лицемерие. Инаку, сакам да напоменам дека голем проблем е тоа кога во еден дом сопругот и сопругата не се согласуваат во однос на прашањата со духовно значење. Тоа е една од причините зашто писмото не дозволува верниците да стапуваат во брак со неверници. Таквите бракови се наречени мешани бракови и речиси секогаш завршуваат многу лошо. Кога забележа дека животот на Мојсей е во опасност, Ципора со вера го обреза нивниот првороден син. И тоа го спаси животот на Мојсей. Правејќи го тоа, таа го прифати заветот на Авраам и сите ветувања и благослови кои произлегуваат од истиот. На некој начин го спаси Мојсей со крв. Се разбира, и тука има еден вид предслика на тоа што го читаме во Новиот Завет. Откако Ципора го обреза првородениот син, Бог се тргна од Мојсей и тој преживеа. Како семејство, тие научија колку е важно да му бидат послушни на Бог во се. Мојсей беше подготвен да оди и да им каже на израелците за избавувањето кое Бог го има испланирано. Ке ги прочитам последните стихови од глава 4. А Господ му рече на Арон: излези во пустината и оди да го сретнеш Мојсей. И тој отиде и го сретна на планината Божја и го бакна. Мојсей пак му ги кажа на Арон сите зборови Господови, кој го испрати, и сите чуда што му заповеда да ги изврши. И отидоа Мојсей и Арон и ги собраа сите старешини на синовите израелски. А Арон ги кажа сите зборови што му ги беше кажал Господ на Мојсей, а Мојсей ги изврши сите чуда пред очите на народот. Народот поверува. И откако слушнаа дека Господ ги посетил синовите израелски и погледнал на маката нивна, паднаа на колена и се поклонија. Ова е навистина прекрасна сцена. Луѓето го слушнаа Божиот збор и паднаа да му се поклонат. Поверуваа во тоа што го кажа Мојсей и го прославија Бог за тоа што ќе ги избави од робство. Глава 5. Ке започнеме со краток вовед на глава 5, а следниот пат подетално ќе размислиме за настаните кои се опишени во овој текст. Во глава 5, па се до глава 11, се опишани казните кои Бог ги прати во Египет, бидејќи фараонот не сакаше да го ослободи израелскиот народ. Ке го прочитам првиот стих. А потоа Мојсей и Арон дојдоа кај фараонот па му рекоа: вака вели Господ, Бог Израелов, пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустината. Ова беше обид, да се убеди фараонот да го пушти народот. Но слушнете ја неговата реакција. Но фараонот рече: кој е тој Господ за да го послушам гласот негов и да ги пуштам синовите израелски? Не го познавам тој Господ, ниту ќе го пуштам народот израелски. Едно од најважните прашања во Библијата
е токму ова кој го постави фараонот. Кој е тој Господ? За жал, тој го постави прашањето со арогантен став, но сепак Бог му даде одговор. Затоа ќе размислуваме во некоја од следните епизоди. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.